вечер, гледате Топ Тем. Со новиот урбанистички план за централното градско подрачје Мал Ринг се бришат барокните фасади и галии. Градоначалникот на Центар тврди дека со тоа нема да се дозволи довршување на проектот Скопје 2014, но дел од архитектите и советниците во општината имаат сосема спротивно мислење. Вечерва во Топ Тема гостуваат Саша Богдановиќ, градоначалник на општина Центар, Јана Билчева-Андриевска, советник во општина Центар, а ќе го вклучиме и Мартин Пановски од Асоциацијата на архитекти. Добро вечер за сите. Богдановиќ, ќе почнам со вас. Јавната анкета, денес имавте две јавни презентации на деталниот урбанистички план за Мал Ринг, но што е она што во овој ревидиран план е поразлично од оној што беше претходно и кој што практично го отсликуваше Скопје 2014, односно беше синоним за тој проект? Добро, најпрво благодарност од моја страна за поканата, за можност да повеќе се дискутира и преку медиумите. Нормално имаше одредена дискусија преку социјалните мрежи, електронските медиуми. Сега е најдобро на ваков начин да отвориме тема и дискусија. Убаво рековме на почетокот, добро е да одиме дел по дел за да можеме да разјаснуваме. Јас генерално сакам да напоменам неколку работи. Ние на сила во општина Центар имаме план кој што е донесен 2012 и тоа е во низа неколку пати именуван, но последен план од 2012 каде што сите објекти кои што се дел изградени, дел неизградени и дел започнати или за кои што се водат одредени постапки, веќе постојат и се на сила. И секоја измена која што сакате да направите во тој дел од градот или било во кој дел мора да направите со нов детален урбанистички план. Ке потсетам, претходниот состав на Советот на општина Центар проба да ги поништи деталните урбанистички планови и тоа го направи, нели имавме една седница, четвртата седница 2013 година, каде што се случи оние немили настани, се одложи, потоа имавме приведување, односно судски процес монтиран до тогашниот председавач Мирослав Шиповиќ, да од после од кога излезе се поништија тие детални урбанистички планови, но Уставниот суд тогаш пресуди дека општина Центар нема право да поништува детални урбанистички планови, него може да ги замени само со нови. Појдувајќи од таа пракса, општина Центар почна да работи на деталните урбанистички планови, но за да не продолжи тоа што го имаме во претходните детални урбанистички планови, донесе одлука на 27 декември, односно овој состав на Советот на општина Центар донесе одлука со која што побара, односно обрза да нема спроведување понатамошно деталните урбанистички планови, се додека не се усогласат со повисок акт, а тоа е генералниот урбанистички план. Добро, Билчева, што е она што според вас е спорно во овој ревидиран детален урбанистички план? Вие сте советник во општината, неодамна го напустивте и местото председавач со советот. Да. Јас радувам прво дека оваа дебата се прошири и се отвори, заради тоа што ми беше најпрво страв дека и овој детален урбанистички план по формата може да биде задоволен дека имал јавна расправа и јавна презентација и со тоа тој чекор од донесувањето на планот да заврши сред лето без многу дискусија, а искрено мислам дека срцето на градот заслужува да има една сеопфатна мобилизација и дека не беше срекно избран моментот ниту за одржување јавна презентација, ниту за јавна расправа, бидејќи ние имаме три ситуации сега во кои живееме. Една дека имаме избори и тие избори го насочија вниманието на јавноста најмногу кон големите, да речам, големата слика, односно создавањето на влада. Второ, имаме пандемија, трето е сред лето и како што и вие сами знаете, многу од граѓаните после изборите замина и не се во градот. Оваа дискусија е добро да ја водиме сите и да ги вклучиме сите и заинтересирани граѓани, но уште повеќе сите институции кои на некој начин се одговорни за носење на квалитетни планови и општина Центар мора да покаже нова, да речем, сила и енергија, тој начин на донесување формално на урбанистички планови со јавна презентација и анкета како обичен чекор да го стави, особено за вакви сензитивни планови, да го стави што поотворен и што попартиципативен во процесот. Она што јас спорам прво, и тоа многу пати до сега сум го рекла,
за да ги вклучиме граѓаните на вистински начин и за да вистински имаме и стручна фила вклучена и научни институции, и сите истражувања до сега, мора да комуницираме сите заедно и да разменуваме доволно информации. Овој план не покажува дека информациите се тука. И ова што сега го зборуваме, дали се или не се објектите од Скопје 2014 тука, се она што ние на терен од Скопје 2014 гледаме, во планот стои. Градоначалникот објаснува дека он ги поништи одобренијата и така натаму, но во планот објектите стојат. И тие објекти никаде не се опишани дека зад нив стои постапка, дека има правно дејство или било што друго. Јас заради тоа испорав и мислам дека овој план заслужува една друга мобилизација, а не формално донесување во чекорите како што се предвидени за донесување на детални урбанистички планови. Богдановиќ, дали со денеска оваа анкета имавте две анкети, како доаѓа две седмици закажани за јавната анкета, дали денеска завршува или граѓаните ќе можат и во следните денови да доаѓаат и да добиваат информации, како е предвидено? Добро, јас само сакам сега да се надоврзам на дискусијата на Јана. Значи, прво, планот се работи веќе некој време во изминатиот период во општина Центар, може повеќе од година дена. Ние за сите постапки секогаш јавно сме информирале, доколку сме поднеле одредена пријава, доколку сме постапиле, сме донеле некој решение, сме објавувале се со цел баш заради тоа да запознаеме јавноста. Јас, кога дојде иницијативата, ајде да кажам, до нас, од Јана, од Асоциација на архитекти и од социјалните мрежи каде што беше барано да се повлече јавната презентација, односно дискусијата да се отвори, баш заради тие причини сметам дека треба да се однесе, како што каже Јана, за да се отвори и да се дискутира, бидејќи ние имаме план под мораториум и никој не кажува што се случува. И јас денеска може во делот на стапите која беше јавната презентација, инаку беше закажана во два различни термина, пред се заради почитување на мерките. Обично треба на една седница, но така се договоривме да биде на два различни термина, во 10 и во 12:30. Има и нови термини? Од кога ќе ги примиме сите забелешки кои што ги добивме на јавната презентација, до 31 јули трае јавната анкета, нормално ќе донесеме одлука, продолжување, нова јавна презентација и да видиме што е тоа што ќе се менува. Има во законот пропишано доколку имат одредени измени да повторно се побара јавна анкета, нормално ќе видиме и како ќе се искажат и други некои институции кои што денеска беа присутни, а некои на писмен пат се обратија до нас. Јас сакав само да кажам дека ако се случеше варијантата да го повлече општината, например, од јавна презентација, да го врати неколку чекори, ние остануваме повторно со ист, тоа е стар план. Има нов закон за урбанистичко планирање, каде што ни вика дека новите планови, што ќе се носат, односно општините кои што ќе ги носат плановите, може да стават одреден дел под суспензија, но само не повеќе од 6 месеци. Затоа сметам дека е потребно да се донесе овој план и сите останати планови, затоа што после нема да имате можност, но ќе имате само 6 месеци и некаде ќе ви заглави планот заради некои други општествени работи што ни се случуваат во државата и едноставно ќе ви стапи на сила стариот план кој што сега го имате запрено со одлуката за неспроведување. Затоа тоа значи ќе стапеше на сила назад планот кој што стариот кој што веќе во 2012 се што не е доизградено ќе може утре после некој време некој да го изгради. Затоа јас реков, како што овој план е менуван неколку пати, така ќе мора слој по слој да го раслојуваме, односно разоткриваме. Тоа што ние сме започнали одредени постапки и тоа што сега го отвараме, јас знам дека овој план ќе предизвика многу реакции во јавноста и од дел од советниците и од стручници, но и од други институции, е баш заради тоа, затоа што многу најголем дел од институциите, баш убаво денеска кажа дел од учесниците, ова е комплексен план. Треба да се вклучат сите. Ама не може само општина Центар да поднесува пријави, само да поништува и да бара одредени работи, другите сите да креваат раменици. Еве, напротив, баш да го отвориме планот, да видиме дел по дел, што е тоа што се очекува. Дали е судот, дали е обвинителство, дали е министерство некое, дали е град Скопје, било кој, секој да ќе се превземе одговорност и донесеме квалитетен план. Градоначалник, ако смеам само да ве прашам. Во моментот кога немаме влада и кога институциите, да не речам, се малку обезглавени, дали мислите дека ќе може да партиципира на начин на кој очекуваме за да се донесе ваков сензитивен план?
Само заради тоа реков нека се формира владата, да знаеме граѓаните гласа за европска престолнина. Институциите треба да застанат зад планот кој ќе ги трпи промените за да видиме дека овој план навистина на граѓаните им нуди едно ново решение, а не да отвориме план во кој ги ставаме истите објекти од претходниот план и да очекуваме дискусија или поддршка од институциите, а институциите се во моментов обезглавени заради тоа што чекаат формирање на влада. За жал, како што денеска видовте и сами на јавната презентација, малку институции покажа интерес да дојдат или институциите се правдаат дека дури не добиле покана бидејќи системот за електронскиот систем или за донесување на урбанистички планови, преку кои тие се информираат за јавната анкета, не секогаш стига до вистинските луѓе за да може тие да дојдат на презентацијата. Вие денеска имавте колку институции? Само 2. Сигурно има многу повеќе од 2 кои треба да учествуваат за да ги кажат своите согледувања во овој план. Во најмала рака, овој план треба да се одвесува и со генералниот урбанистички план. Генералниот урбанистички план се подготвува нов кој сега треба да со нова планска програма да биде донесен 2022 година. Дали ние сега во 2020 до крај на 2020 ќе донесеме план за мал ринг, а генералниот урбанистички план на градот 2022 може да има сосема поинаква стратегија. Односно, овие наследени да речем проблеми да не бидат воопшто кај нас решени во овој урбанистички план, а новиот ГУП да предвидува некакви нови параметри и некаква нова визија за центарот на градот. Мислам дека не го погодивме вистинскиот момент за објавување на овој план и за отварање на дискусија. Ја се радувам дека дискусија се отвара, заради тоа што тоа е многу битно за да се донесе квалитетен резултат на крај. Но многу е важно да се одбере во кој момент се отвара дискусијата, за да тој момент навистина ги вклучи и ги мобилизира сите и невладини, и граѓани, но многу повеќе институции кои се одговорни исто така за носење на планот. Добре, конкретно кој термин е најдобар за да се отвори? Па ја искрено мислам дека прво требаше да заврши летниот период кога луѓето не се тука и второ да се формира стабилна влада која ќе може да соработува за да може да се направат решенијата за планот за кој ни недостига. Заради тоа што вие сами кажувате дека тука има други институции кои треба да го кажат својот став. Вие знаете дека А зашто не го кажале до сега? Па јас, колку знам, комисијата која се формираше во Министерство за култура, која требаше да ги разгледува и да направи елаборати за сите објекти од Скопје 2014, веќе има доставено до владата комплетна документација за тоа како може и треба да се поништат одредени објекти заради незаконските действија што се утврдени. Тие документи од документацијата веројатно треба да бидат на некој начин вклопени тука. Но ја искрено мислам дека овој план не е проблематичен само заради тоа што ги потврдува објектите од Скопје 2014. Многу повеќе е проблематичен заради тоа што не нуди една нова визија на град за 21 век. Ние центарот на градот со сите наследени проблеми во овој план покажуваме немок да го решиме. И таа немок не смее да биде символот на општина Центар, особено да ја покаже во малиот ринг, таму кај што има најголеми оштетувања од она што претходното владење, бидејќи тоа е идеолошки проект. Ако не знаеме да се справиме со него во овој момент, нема да се справиме веројатно, мислам во овој момент кога имаме стабилна влада, сигурно нема да може да се справиме во момент на пандемија кога луѓето нема да можат ниту да учествуваат, ниту институциите ќе го дадат глас на својот став. Прво, ако земеме кој термин треба да го одбереме, можеме да јасно да ни стане дека неколку пати изборите беа одложувани, закажувани така натака. Формирањето на влада може да трае месец дена, 2 месеци. Тоа не значи дека општината на крај крајава донела веќе детален урбанистички план. Јас напоменав дека во изминатиот период се работеше доста на деталните урбанистички планови, посебно за мал ринг, бидејќи станува збор за одредени специфики кои што ќе ги отвориме во дискусијата. Се надевам дека ќе имаме доволно простор и време. Намерно прашав кои од институциите реагирале и пак ја повторам сега слободно без некакви ракавици, да се скриени во ракавици, дека ниедни од институциите, односно ниедна институција не превзема ништо. Што значи тоа, Богдановиќ, ниедна институција имате комисија формирано во Министерство за култура, која што донела извештај дека нешто треба да се тргне. Во ред, јас ќе седнам како градоначалник, ќе направам извештај, ревизија и само ќе го дадам дека тоа е извештај. Никој не носи акт. Никој не донесе решение за отстранување, никој не поднесе кривична пријава, никој не отвори постапка, никој не побара да се вратат средствата, никој не кажа како се терале одредени постапки, само ние од општина Центар јасно зборуваме и гласно
и презентираме, јавно презентираме и притискаме до институциите да превземат нешто, и сите си седат, се ќутат, дојде планот за отварање, општина Центар го брза планот, не превзема ништо, не ги вклучува сите. Па затоа јавната презентација. Ајде да отвориме по една парцела и ќе ги разговараме сите и ќе отвориме што е, како е, до каде е постапката, зошто некои предмети не се превземаат, никакви мерки, да кажеме колку пријави имаме поднесено ние, колку сметаме дека е оштетен буџетот на општина Центар, на државата и така натаму. Ама да збориме парцела по парцела, не само парцијално да кажуваме или тоа е срцето на градот, треба да го промениме сето тоа, ама повлечете го тоа, па здравје Боже, кога ќе некои институции ќе им текне нешто да превземат, ќе направи. Само сакав да надопнам. Баш заради тоа, мислам дека сега од кога ќе се формира здравје Боже новата влада, која што ќе се залага за спроведување на правдата пред се и некои европски вредности кои што пред се владење на право, ќе имаме шанса да предмет по предмет го дискутираме јавно и отворено, да кажеме каде се направени пречекорувањата. Но мора да знаеме колку и некои работи нас да не ни се допаѓаат. Во тоа време таа влада, тоа Министерство за транспорт и врски продало одредено земјиште, земало одредени средства, платени се одредени комунали и вие не можете преку ноќ да дојдете сега, извинете, нас не ни се допаѓа ова и бришеме со гумичка како ќе стигнеме. Ово го кажам од причина затоа што утре ќе дојде некој после нас и ќе плаќа одредени големи штети заради тоа што водел несовесно си ја вршил работата. Не може ние несовесно да поднесуваме кривични пријави затоа што нетранспарентно го продавале земјиштето, а одеднаш да раскинуваме договори, да бришеме маркици, со тоа да правиме дополнителна штета. Знаете што ќе направиме? Ево делот проектите кои што, односно делот парцелите кои што беа спомнати. Само ќе им направиме на услуга на тие што го купиле така како што го купиле и за таа цена што ја купиле, да ја тужат државата, да добијат на суд и да земат поголема оштета. Пред да одиме парцела по парцела, јас тука сакам да го вклучиме Мартин Пановски од Асоциацијата на архитекти, кој во текот на вчерашниот ден има практично остра реакција по однос на овој детален урбанистички план, во кој што практично посочивте дека на некој начин ова значи комплетно завршување на проектот 2014. Добро вечер на сите гледачи. Ви благодарам на поканата. Се надам дека добро се слушаме, бидејќи не сум во Скопје, за жал не можам да бидам присутен во студиото. Вака, Асоциацијата на архитекти реагираше на воопшто не на јавната дебата, туку на предлог планот. Предлог планот има, како што каже и госпоѓа Билчева, објектите кои што беа предвидени во Скопје 2014 се повторно предвидени во овој план. Така да за Асоциацијата на архитекти воопшто не станува случај дали треба да разговараме и да дебатираме за планот за Мал Ринг. Прво тие маркици ќе се трнат, па после тоа ќе одиме и ќе разговараме дали е добар планот и така натака и така натака. Слушам сега дека е било добро и дека се очекува од институциите да се вклучат на јавната анкета. Сега ќе ви кажам најотворено, малку е навредително да викате стручна фела заедно со сите други останати граѓани. Уште понавредително е да викате институции на јавна анкета за да разговарате за одреден план. Доколку се сака разговор за одреден план, тоа се прави претходно, каде што се јавувате кај институцијата, ве молиме дојдете на состанок и на тој начин може да кажеме дека нешто се вклучила на јавна анкета да одиме тотално нема никаква потреба. Ова е мој личен став. Не значи дека демократски чин е ова. И мило ми е што не дошле, што дошле само две институции на јавната анкета. Ја не ја гледам потребата зашто ќе дебатираме. За мајка Тереза споменикот, па го раскинувате одма договорот, бидејќи тој споменик е донесен како што е донесен. Ви стои во елаборатот. И на крајот на денот, не може како општина да барате од други луѓе да ви бидат грб за некои работи кои што вие ги носите. На крајот на денот вие ги носите. Никој не побарал помош од други институции, не се жалел, едноставно кога сум сватил дека споменикот од мајка Тереза владата сака повторно да го гради,
Си дадов оставка во таа комисија на во култура. Тоа е чинот, нема друг чин. Не гледам зошто би разговарале понатаму кога, еве највулгарно ќе ви кажам, ги тепа архитектите. Како сакате асоциација на архитекти, од која ги тепале архитекти за тој план, да дојде и да ви разговара дали е добар или не е добар? Сериозно е навредително за сите архитекти. Не знам како не ви влегува во глава. Па уште ќе обвините дека не дошла асоциација денеска на презентација. Ало, ги тепа архитектите баш за овој план. Добро, Дојдовте на власт заради овој план. Да ве подсетам многу убаво дека дојдовте на власт заради овој план. Добро, Пановски. Нема зашто да разговараме понатаму. Богдановиќ. А инаку, само се извинувам. Бики и граначалникот го кажа дека има уште 6 месеца, има уште 5 месеца сите планови да ги донесе. Од моја страна лично и на двајцата присутни во студиото им беше кажано дека на крајот играчката мораториум или ќе се заврши многу брзо, или нема да се заврши и ќе се заврши на начин што сите планови ќе останат исти. Како и што ќе биде. Имате уште 5 месеца, бидејќи законот е донесен веќе 1 месец. Сите планови што ги имате стопирано во општината треба да ги донесете за 5 месеци. Еве, ја поставам прашање дали може да ги донесете сите планови што не би се донесени во рок од 5 месеци. Добро, Пановски, би останете на линија, да му дадеме простор. Добро, јас се во врска с Мартин тоа што го збореше, значи јас само се потврдувам за тоа што го дискутирав пред да почне Пановски да разговара, а тоа е дека одредени институции превземале, односно формирале комисии, донеле одредени елаборати и повторно не покренале никакви иницијативи. Значи, ние секаде каде што било под наша ингеренција, односно под наша, ние сме имале можност, ние сме покренале одредени институции. Конкретно веќе одземам примерот за Мајка Тереза. Ние направивме инспекцијски надзор, но тоа е категорија, објект од прва категорија, кое што е издадено од Министерството за транспорт и врски. И единствено некој што може да го инспектира тој објект, тоа е Министерството за транспорт и врски, тоест ДИГУ, Државниот институт за градежништво и урбанизам. И они може да донесат акт во случај дека нешто спротивно се гради или да се откажат и да кажат ние се откажуваме тој проект во интерес на граѓаните, за да после тој стане дивоградба и да може да се отстрани. Добро, кој е ставот на Министерството за транспорт и врски? Немаме став. Ја затоа ви кажам, ние не брзаме со донесување на планот, него ајде да ги отвориме сите карти да видиме за секој поединечно. Ако Мајка Тереза е во Министерство за транспорт и врски, тоест Министерство за култура, тогаш ајде Министерството за култура да се откаже од таа градба за да може ние да ја поништиме. Еве ние ќе испратиме, веќе конечно го добивме одобрението како изгледа, и имаме одредени спорни моменти. Разговараме со правниот тим да поведеме одреден судски спор за да добиеме ништовно, затоа што ако не го пониште тоа ќе мораме преку судски инстанции тоа да го правиме. И на пример, ако го постигнеме сето тоа, тогаш може судот да ни пресуди, тогаш може ние да превземеме мерки. Ама на претходно издадено одобрение, потрошени средства, јас да уништам некој, општина Центар ќе го плаќа цехот. И тоа што го кажуваше Мартин, да се тргнат маркиците па да дојдеме да дискутираме. Ако општина Центар се осуди без ајде да кажам учество на останати институции, без согласност на тие институции, да дислоцира одредени маркици за кои што претходно се потрошени државни пари, само ќе влеземе во продолжување на криминалот кој што се случувал во проектот Скопје 2014. Што значи тоа? Ние имаме судска пресуда, односно забрана времена мерка за Шпанските скали. Тој објект е замрзнат. Што и да се прави, дали утре ќе се донесе планот или нема се, ние не смеете да го чепкате, бидејќи таму имате судска забрана за да можете да постапувате додека не заврши рочистието, односно обвинителниот акт кој што беше конечно покренат од основното јавно обвинителство. Не е тука желбата на Саше, Јана, Наташа, Мартин или било кој да кажува дали треба или не треба, имате судска одлука, времена мерка и тука запира се. Затоа јас сакав да се отвори целосна дискусија за Скопје и да кажеме по парцела. Шпанските скали, општина Центар успеала да го трне бидејќи, односно Шпанските скали бидејќи се наоѓаат на јавна површина. Да, тоа може. Овде станува за приватен имот за каде што веќе се водат две постапки. Едната е управен спор кој што го води општината, второто е основното јавно обвинителство за кое што води постапка. На крајот, убаво кажа Мартин,
Граѓаните гласаа за тоа, но за да видат правда. А вие ако избришете маркицата, фактички уништувате доказен материјал. Така класично да се изразам. Пановски ве праша дали за 5 месеци ќе може да ги донесете сите детални урбанистички планови. Молам вклучете го повторно Пановски на линија, претпоставам дека има реакција. Општина се пак доаѓаме до, ајде да кажам, некои судири. Од една страна ни се вика не ги носете плановите, повлечете ги, тогаш подобро е да ги оставиме предходните, кои што се никакви. Од друга страна викате имате рок од 5 месеци, завршете. Не, го толкуваме законот, знаеме како треба да постапиме и ќе си постапиме согласно законот. Ние знаеме отприлика кога ни е рокот за носењето на плановите. Пановски? Никој барем од филата кој што се занимава со архитектура не ви кажал да не ги носите законите. Напротив, сме ви кажале не носиме ние закони. Дуповите се извинувам. Напротив, сме ви кажале да ги донесете дуповите што е можно побрзо, дека тие се лоши, дека треба да се ревидираат, но дека сето тоа оди многу бавно. Така тој дел. Сакав да кажам дека институциите по закон се вклучени во правење на план. Нема зашто да очекувате вие дека дали ќе ви каже некоја институција нешто или не. Секоја институција, вклучувајќи ја за овој план, од град Скопје до Министерство за транспорт и врски, до Завод за заштита, ви се вклучени во процесот. И не може да дојдат на јавна анкета да се жалат или така натака или така натака. Еве јас лично, колку што разбрав денеска, утре ќе го знам тоа, дека Заводот за заштита има дадено подлоги по кои што треба да се работи овој дуб и по тие подлоги овој дуб не е работен. Вики по тие подлоги и градскиот трговски центар треба да биде по некаква заштита ставена. А во овој дуб не е ставен. Во истите тие подлоги е пишано дека треба да се ревидира и Порта Македонија и Мајка Тереза споменикот и тоа го нема во овој план. Така да не е точно дека не е вклучен, не се вклучени институциите. Институциите се тотално вклучени, веќе тоа им е работа. Така да мислам дека за овој план, ако пак збориме што требаше се направи и како се прави дебатата, се знае како се прави, градоначалникот многу добро го знае. Се прави конкурс. Овој план беше можност ние да се справиме со Скопје 2014. Ова е единствена можност како да се справиме со Скопје 2014 беше да се направи конкурс за мал ринг. Тоа не се направи. Се направи истиот план, се донесе како што бил претходно. Добро, дали, значи, буквално, дали претходно вчера разговарахме во управен одбор, колегата ми кажа доста ни е веќе да изиграваме правосудство. Дали некој постапил по закон, не постапил по закон. У оваа држава сепак мислам дека мора да профункционира тој што треба да го застапува законот, да го знае законот и да постапува. Асоциацијата на архитекти дури може и да се однесува некако многу поуметнички да каже ова не е добро само. Добро, Пановски имаат реакција и Богдановиќ и Билчева, ама само да му одговори. Само Мартин, за прашањето, луѓето гласа пред се за да се дојде до промена и на централната и на локалната власт, за да се разоткри се тоа што се случувало во проектот Скопје 2014, бидејќи за овој проект се потрошени огромни средства, 600, 700, 800 милиона, не знам точно. И на крајот, ако вие превземете одредени чекори, например, ќе ги земам Шпанските скали, Мајка Тереза или така натака, и ги тргнете од тој план, утре ви гарантирам дека претходниот министер, градоначалник или било кој што бил вмешан во тој скандал, вие само му правите услуга. Му го чистите делото и утре нема по што да се постапува обвинителство. Затоа, јас денеска кажав многу убаво. Не е за смеење. Овој план треба да се носи, односно слој по слој да се разоткрива. Ако вие сакате, односно граѓаните прво сакаат и естетски да го променат делот, односно центарот или срцето на Скопје, кој што кажа Јана, а од друга страна сакаме да разоткриеме и кој е криминалот и колку пари се потрошени или земени на некој начин од проектот Скопје 2014, вие не можете да уништувате нешто што е како доказ. Ви кажав најобичен пример, се спомна Шпанските скали. Судот донел времена мерка да не се постапува, никаква одлука да не се носи. Значи судот, спомнавме
за мајка Тереза. Беше ти во таа во комисија, донесовте одредени елаборати, извешта и така натака. До сега ниеден министер не кажа, се откажуваме од проектот, штетен е, лошо е направен договорот, лошо е отуѓено земјиштето, не знам, тендерската поставка и така натака и така натака. Ја затоа преесканаев, ако не превземат они одредени чекори, ние ќе превземеме како општина, повторно сметајки согласно законот и процедурите, судски да бидат поништени, односно ништовни да станат одредени одобренија кои што не биле издадени од општина Центар. Конкретно за Шпански скали, сме виделе прекршување, односно прекорачување на одредени рокови, сме го поништиле одобрението за градба. Сме виделе злоупотреба при продавање на земјиште, сме покренале судски процеси, веќе обвинителството има обвинителен акт. Ама додека не заврши постапката, не можеме да тргнеме, само ќе им направиме услуга на тие што го направиле ова злодело тука. Ово ви го кажам правно, затоа сметам дека окей, вие како архитекти и урбанисти да кажувате, но веруете мора и правниот дел да се слуша во проектот Скопје 2014. Да, може само кратко. Бидејќи сега зборите за правни работи, еден план има ниво на ниво на закон. Така да спорното и криминалот кој што е направен по план со име и презиме од таа и таа година. Така да не е дека вие со овој план ќе го избришете доказот е на хартија, ви си стои таму негде дека не го поништувате, не го запалувате претходниот план, тој како доказ стои. Не постои. Вие само сега му Мартин, кој ќе се донесе нов план, важи по новиот план, не важи стариот. Стариот готово завршен е. Чекај, не важи, али како доказ ви стои. Тоа сакам да кажам. Новата маркица не е планов студ, нема да се користи. Биќе нова одлука на општина Центар, што значи има некоја сосема нова одлука. Таа нема да се земе. Дали ја имате или ја немате? Морам само Тоа е тотално небитно како доказ дека ќе слушаме служи. Билчева само има реакција, па ќе Прво, градоначалникот само отворено кажа колку има отворено постапки, колку многу работи се незавршени во овој план. Ако толку многу постапки се отворени и толку незавршени, зошто го брзаме планот? Која е логиката тогаш да го брзаме планот? Предходниот план од 2012 година е доказан материјал за било која судска постапка. Зошто сега го брзаме овој план за да може во овој план повторно истите да стојат за кои се започнати постапки, за кои вие велите го поништи во одобрението, но објектите се уште си стојат во планот. Ама Мартин даде одговор. Ако не ги донесеме плановите, согласно новиот закон, ќе ви помине рокот и пак ќе ви се врати стариот. Не, Мартин заради даде. тоа, па сега не е така. Ние сега ќе донесеме план во кој ќе стојат овие, независно какво ќе биде решението и постапката од нив и потоа што ќе се случи. Дали е постапката негативна? Каде што имате времена мерка од суд. Слушнете ме, градоначалник. Ако ние во планот ги оставиме шпанските скалила, ние ќе ги озакониме повтор пат. Она што ние треба да покажеме дека имаме моќ, а не немоќ да се справиме со она што сме го наследиле како проблем. И мислам ова вака секако да го смените планот ако имате времена мерка од суд и таа имате маркица времена мерка за материјал, маркица, не за цел план. Имате времена мерка за маркицата за Шпански скали конкретно. таа маркица која што е спорна во судот и е во тој план, не во вашиот нов. Дали ме разбирате? Значи вака, Мартин. Ако више има судски процес, тогаш може би и законски тие 5 месеци за овој план може да кажете дечки има судски процес за оваа маркица и ја овие 5 месеца не можам да направам план, дајте ми толкување од Министерство за транспорт и не врски. треба да направам план додека имам отворени судски постапки или барем да ги тргнам тие објекти или тие спорни парцели надвор од Извинете, прашање до двајцата. Мартин вика ако за 5 месеци не донесете план, ќе важат старите планови. Во кој што во стариот план ви се продолжуваат тремовите кај што Тера Нова имаше изградено, дел се продолжуваат. Катната гаража позади Телеком си останува. Галиите си остануваат, уште 3 кои што не се изградени. Имате дел од споменици кои што не се завршени, имате објекти кои што се за домување, а ние сега ги пренаменуваме за култура. Имате, не знам, ротонди. Ќе почнам за Добро, поентата. Кај пошта, например, во новиот план кај што предвидуваме одвојување на површината да не биде дел од пошта, утре, здравје Боже, пошта ќе се или може ќе дојде до приватизација, па целиот тој објект утре некој ќе си го извади изводот од планот и ќе си каже тоа е мој дел. Значи овој план каде што има сериозни поместувања или најобичен пример ќе кажам, се бунеа луѓето за фасадите, еве ќе го земам примерот со фасадата кај Мепсо.
падна фасадата, 17 милиони евра потрошени, се утре сака МЕПСО да превземе нова реконструкција на фасада. Во самиот план претходен, односно тој што е важечки сега, вика дека мора да ги запази стиловите, барок, неокласицизам или не знам други. Сега тоа го нема во новиот план. Тоа значи дека утре можете да ги соблечете тие фасади, извини Јана, да ги соблечете тие фасади и да кажете не, ние ќе ги вратиме стариот изглед или ќе направиме нешто што Добро, друг Богдановиќ, начин само се една гледа. реакција и Билчева. Сега јас да кажам прво, нешто, па извинете Пановски. градоначалник. И Прво Пановски што сакам да вратете го. кажам дека многу лошо звучиме пред граѓаните кога покажуваме немок. Немок да се справиме, немок да го решиме, немок да донесеме подобар план. Вие доаѓате од коалиција која рече можеме подобро. Па За да можеме, направиме ево. подобро, не смееме еве да го. донесеме план во кој ќе ги потврдиме истите објекти што биле во претходниот план. Ама еве го планот, ајде да го дискутираме Овој објект по план објект. не е подобар. Како Дополнително не е што во подобар? вашата изборна програма пишува дека ќе се распише меѓународен конкурс за ревитализација на централно градско подрачје на главниот град по штетите предизвикани од Скопје 2014, сега за овие парламентарни избори. Океј. Меѓународен конкурс за ревитализација на централно градско подрачје. Овој конкурс ќе биде дел од апликацијата на град Скопје за најголемата културна програма, односно за Европска престолнина на културата на град Добро, тоа е Скопје. до градот. Извинете, ама ние го Тоа е решаваме институција. сега тукму она во кое треба да покажеме мок за решавање на проблемите што Како сме го ги решавате, наследили. кога ми викате повлечи го планот, овој- остави го стариот? Не, никој Па не вика кој? оставете го стариот. Па еве го новиот, дај да дискутираме. Овој план не треба да се брза, бидејќи со овој план ние не носиме подобри решенија отколку што има во стариот. Во овој план сите објекти од Скопје 2014 што постојат на терен се и тука. Дури и оние незавршените кои се ругло на градот и кои Кои, денеска кои? кога Конкретно? Еве конкретно фасадата на Евана. Во планот, ако сте прочитале, стои дека МЕПСО ќе се ја врати првобитната фасада. Зошто тоа не стои за Евана? Па фасадата на Евана пишува, како и за сите други во неокласицизам или барок, дека по амортизација на фасадите може да се вратат во првобитниот облик. Па тоа е знак на немок, тоа е знак дека ние не сме покажале решителност Добро, дека каква сакаме е да го ќе решиме биде проблемот. фасадата на- Исто така на е ИСМ? црквата на Македонија. Па таа црква на Македонија ние ја наследивме недозавршена, се уште стои, кранот се уште виси над луѓето што поминуваат и ние ништо не можеме да тргнеме таму, дури ни тие тараби кои навистина го наградуваат центарот на градот си стојат така со Јана, години. ај вака се не ми прескокувате од тема на тема. Не, ова Извинете, се мора само една работа да ова се расчистиме. се објекти кои повторно се тука. Многу убаво. До палатата на ВМРО стои еден објект, некој хотел на бетон, не знам како точно се вика, кој исто така е ругло, го затвара целиот простор. Мајка Тереза исто така, еден незавршен проект за кој знае дали има и пари да се заврши, стои така. Ние ги имаме истите проекти во овој план. Што со овој план сме направиле подобро за да сега го буткаме овој план баш сега во овие месеци да направи подобро решение. Покажуваме немок за решавање на проблемите. Заради тоа мислам дека Не е ние убаво, не е убаво Јана од твоја страна и посебно од Мартин да кажувате две спротивставени работи, односно да не дискутираме во насоката за која што денеска сме дојдени. Тоа е, имаме лош план за кој што е донесен и кој што е во сила. Тоа е планот од 2012 каде што е дофиниширан, бидејќи неколку пати е носен. Тој план е изменуван, се со цел за да се задоволат одредени апетити тогаш, и сега пробуваме со нов план и само со нов план можете да смените нешто. Богдановиќ, еве Само која ќе извинете. биде Ама која е големата промена што Ама, вие ја може да ме направите за дослушаш? за тие големите апетити? Особено што кажувам, ние ја имаме сакате истата да- планерска куќа која го направила планот 2012 да го прави и 2020. Види Јана, може И да не само за дискутираме- овој план, туку и за целото Јас сега имам централно едно градско прашање. подрачје. За Како- жал истите планери ни го планираат центарот Ма и еве сега понатаму. го слушавме Мартин. Како ние ќе ги смениме лошите работи во стариот план ако не донесеме нов план? А самиот Мартин сега каже имате рок 5 месеци затоа што законодавецот ни донел нов закон за урбанистичко планирање и рекол дека план можете да држите само 6 месеци под суспензија од претходна согласност од Министерство за транспорт и врски. Што значи тоа? Дека ние сега ако го повлечеме овој план, кој што ни е под мораториум и го ревидираме, утре ќе кажеме, слушајте го ставаме
6 месеци под ревидирање, ама Министерство за транспорт и врски утре може да каже извинете, не ви се добри аргументите за ставање под суспензија, не ви ја прифаќаме суспензијата и стариот план од 2012 година ќе си остане на сила и утре се ова што не било изградено од проектот Скопје 2014 ќе продолжи да се гради. Ја мислам дека аргументите што ги имавме за секој план поединечно за да донесеме мораториум беа прекршување на параметри законски од планот повисок ранг, односно од ГУП-от. И не може никој да ни каже дека тие параметри денеска за тоа? Ама чекајте сега, ние зошто ја донесовме таа одлука? Таа беше храбра. Многу луѓе зборуваат дека таа одлука може да не е законска и така натаму. Што се случи? Ние успеавме со таа одлука да докажеме дека параметрите се прекршени и дека тие параметри бидејќи не соодветствуваат во дуповите со планот од повисок ранг, ги ставаме на неизвршување, односно на неиспроведување тие планови. Имате нов закон сега. Новиот закон што прави? Прави дека е можна суспензија. И дека суспензијата е таа која треба да се докаже. Никој нема да ви каже утре не спроведувате криминален план, заради тоа што тој план, ако има толку постапки како што сами зборуваме, ако е символ на една идеологија која сме ја напуштиле, денеска нема зошто сега да се вадиме на тоа дека тој план ќе ни влезе повторно во сила. Ние имаме веројатно доволно аргументи зошто го донесовме мораториумот. Прашањето е што сакавме да постигнеме и која ни е целта. Мораториумот е токму тоа. Дали овој план по квалитета? И да одговараат за сите парцели кои што незаконски ги имаат отуѓено и издадени со одобрение. Одговарањето е на судската власт. Наше е да донесеме подобар план. Дали ние овдека нудиме подобри решенија? Истите решенија што ги имаме на улица, денеска ги имаме и во планот. Ајде едно по едно да ги отвориме. Па истите, сите што постојат. Ја не знам дали е избришана Мајка Тереза. Не, Мајка Тереза е таму. Скалите само на објектот така наречен шпански скали ги нема, инаку шпанските скали се се уште таму. Едно по едно да ги дискутираме. Еве јас сите ги извадив 18. Еве, јас ќе дискутирам и за сите ќе давам одговор. Пред да дискутираме дури не се едно сите по за едно. Скопје 2014. Ние тука имаме објекти кои исто така треба да ги продискутираме, заради тоа што е малку чудно како се појавуваат однаш и никој не ги оспорува. Пред да почнеме едно по едно, еве ќе ги дискутираме, само одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Добро вечер, гледате Топ Тем. Со новиот урбанистички план за централното градско подрачје Малринг се бришат барокните фасади и гали. Градоначалникот на Центар тврди дека со тоа нема да се дозволи довршување на проектот Скопје 2014, но дел од архитектите и советниците во општината имаат сосема спротивно мислење. Вечерва во Топ Тема гостуваат Саша Богдановиќ, градоначалник на општина Центар, Јана Билчева-Андриевска, советник во општина Центар, а ќе го вклучиме и Мартин Пановски од Асоциацијата на архитекти. Добро вечер за сите. Богдановиќ, ќе почнам со вас. Јавната анкета, денес имавте две јавни презентации на деталниот урбанистички план за Малринг, но што е она што во овој ревидиран план е поразлично од оној што беше претходно и кој што практично го отсликуваше Скопје 2014, односно беше синоним за тој проект? Добро, најпрво благодарност од моја страна за поканата, за можност да повеќе се дискутира и преку медиумите. Нормално имаше одредена дискусија преку социјалните мрежи, електронските медиуми. Сега е најдобро на ваков начин да отвориме тема и дискусија. Убаво рековме на почетокот, добро да одиме дел по дел за да можеме да разјаснуваме. Јас генерално сакам да напоменам неколку работи. Ние на сила во општина Центар имаме план кој што е донесен 2012 и тоа е во низа неколку пати именуван, но последен план од 2012 каде што сите објекти кои што се дел изградени, дел неизградени и дел започнати или за кои што се водат одредени постапки, веќе постојат и се на сила. И секоја измена која што сакате да направите во тој дел од градот или било во кој дел мора да направите со нов детален урбанистички план. Ке потсетам, претходниот состав на Советот на општина Центар проба да ги поништи деталните урбанистички планови и тоа го направи, нели имавме една седница, четвртата седница 2013 година, каде што
се случи оние немили настани, се одложи, потоа имавме приведување, односно судски процес монтиран до тогашниот председавач Мирослав Шиповиќ, да од после од кога излезе се поништија тие детални урбанистички планови, но Уставниот суд тогаш пресуди дека општина Центар нема право да поништува детални урбанистички планови, него може да ги замени само со нови. Појдувајќи од таа пракса, општина Центар почна да работи на деталните урбанистички планови, но за да не продолжи тоа што го имаме во претходните детални урбанистички планови, донесе одлука на 27 декември, односно овој состав на Советот на општина Центар донесе одлука со која што побара, односно обрза да нема спроведување понатамошно деталните урбанистички планови, се додека не се усогласат со повисок акт, а тоа е генералниот урбанистички план. Добро, Билчева, што е она што според вас е спорно во овој ревидиран детален урбанистички план? Вие сте советник во општината, неодамна го напустивте и местото председавач со советот. Да. Јас радувам прво дека оваа дебата се прошири и се отвори, заради тоа што ми беше најпрво страв дека и овој детален урбанистички план по формата може да биде задоволен дека имал јавна расправа и јавна презентација и со тоа тој чекор од донесувањето на планот да заврши сред лето без многу дискусија, а искрено мислам дека срцето на градот заслужува да има една сеопфатна мобилизација и дека не беше срекно избран моментот ниту за одржување јавна презентација, ниту за јавна расправа, бидејќи ние имаме три ситуации сега по кои живееме. Една дека имаме избори и тие избори го насочија вниманието на јавноста најмногу кон големите, да речем, големата слика, односно создавањето на влада. Второ, имаме пандемија, трето е сред лето и како што и вие сами знаете, многу од граѓаните после изборите замина и не се во градот. Оваа дискусија е добро да ја водиме сите и да ги вклучиме сите и заинтересирани граѓани, но уште повеќе сите институции кои на некој начин се одговорни за носење на квалитетни планови и општина Центар мора да покаже нова, да речем, сила и енергија, тој начин на донесување формално на урбанистички планови со јавна презентација и анкета како обичен чекор да го стави, особено за вакви сензитивни планови, да го стави што поотворен и што попартиципативен во процесот. Она што јас спорам прво, и тоа многу пати до сега сум го рекла, за да ги вклучиме граѓаните на вистински начин и за да вистински имаме и стручна фела вклучена и научни институции, сите истражувања до сега, мора да комуницираме сите заедно и да разменуваме доволно информации. Овој план не покажува дека информациите се тука. И ова што сега го зборуваме, дали се или не се објектите од Скопје 2014 тука, се она што ние на терен од Скопје 2014 гледаме, во планот стои. Градоначалникот објаснува дека он ги поништи одобренијата и така натаму, но во планот објектите стојат. И тие објекти никаде не се опишани дека зад нив стои постапка, дека има правно дејство или било што друго. Јас заради тоа испорав и мислам дека овој план заслужува една друга мобилизација, а не формално донесување во чекорите како што се предвидени за донесување на детални урбанистички планови. Богдановиќ, дали со денеска оваа анкета имавте две анкети, како доаѓа две седници закажани за јавната анкета, дали денеска завршува или граѓаните ќе можат и во следните денови да доаѓаат и да добиваат информации, како е предвидено? Добро, јас само сакам сега да се надоврзам на дискусијата на Јана. Значи, прво, планот се работи веќе некој време во изминатиот период во општина Центар, може повеќе од година дена. Ние за сите постапки секогаш јавно сме информирале, доколку сме поднеле одредена пријава, доколку сме постапиле, сме донеле некој решение, сме објавувале се со цел баш заради тоа да запознаеме јавноста. Јас, кога дојде иницијативата, ајде да кажам, до нас, од Јана, од Асоциација на архитекти и од социјалните мрежи каде што беше барано да се повлече јавната презентација, односно дискусијата да се отвори, баш заради тие причини сметам дека треба да се однесе, како што каже Јана, за да се отвори и да се дискутира, бидејќи ние имаме план под мораториум и никој не кажува што се случува. И јас денеска може во делот на стапите која беше јавната презентација, инаку беше закажана во два различни термина, пред се заради почитување на мерките. Обично треба на една седница, но така се договоривме да биде на два различни термина, во 10 и во 12:30. Има и нови термини?
од кога ќе ги примеме сите забелешки кои што ги добивме на јавната презентација, до 31 јули трае јавната анкета, нормално ќе донесеме одлука, продолжување, нова јавна презентација и да видиме што е тоа што ќе се менува. Има во законот пропишано доколку имат одредени измени да повторно се побара јавна анкета, нормално ќе видиме и како ќе се искажат и други некои институции кои што денеска беа присутни, а некои на писмен пат се обратија до нас. Јас сакав само да кажам дека ако се случеше варијантата да го повлече општината, например, од јавна презентација да го врати неколку чекори, ние остануваме повторно со ист, тоа е стар план. Има нов закон за урбанистичко планирање, каде што ни вика дека новите планови што ќе се носат, односно општините кои што ќе ги носат плановите, може да стават одреден дел под суспензија, но само не повеќе од 6 месеци. Затоа сметам дека е потребно да се донесе овој план и сите останати планови, затоа што после нема да имате можност, но ќе имате само 6 месеци и некаде ќе ви заглави планот заради некои други општествени работи што ни се случуваат во државата и едноставно ќе ви стапи на сила стариот план кој што сега го имате запрено со одлуката за неспроведување. Затоа То значи ќе стапеше на сила назад планот кој што стариот кој што веќе е во 2012 се што не е доизградено ќе може утре после некој време некој да го изгради. Затоа јас реков како што овој план е менуван неколку пати, така ќе мора слој по слој да го раслојуваме, односно разоткриваме. Тоа што ние сме започнали одредени постапки и тоа што сега го отвараме, јас знам дека овој план ќе предизвика многу реакции во јавноста и од дел од советниците и од стручници, но и од други институции, е баш заради тоа затоа што многу најголем дел од институциите, баш убаво денеска кажа дел од учесниците, ова е комплексен план. Треба да се вклучат сите. Ама не може само општина центар да поднесува пријави, само да поништува и да бара одредени работи, другите сите да креваат раменици. Еве, напротив, баш да го отвориме планот, да видиме дел по дел што е тој што се очекува. Дали е судот, дали е обвинителство, дали е министерство некое, дали е градско опие, било кој, секој дека ќе превземе одговорност и донесеме квалитетен план. Градоначелник, ако смеам само да ве прашам. Во моментот кога немаме влада и кога институциите, да не речам, се малку обезглавени, дали мислите дека ќе може да партиципатира на начин на кој очекуваме за да се донесе ваков сензитивен план? Само заради тоа реков, нека се формира владата, да знаеме, граѓаните гласа за европска престолнина. Институциите треба да застанат за планот кој ќе ги трпи промените за да видиме дека овој план навистина на граѓаните им нуди едно ново решение, а не да отвориме план во кој ги ставаме истите објекти од претходниот план и да очекуваме дискусија или поддршка од институциите, а институциите се во моментов обезглавени заради тоа што чекаат формирање на влада. За жал, како што денеска видовте и сами на јавната презентација, малку институции покажа интерес да дојдат или институциите се правдаат дека дури не добиле покана бидејќи системот за електронскиот систем нели за донесување на урбанистички планови, преку кои тие се информираат за јавната анкета, не секогаш стига до вистинските луѓе за да може тие да дојдат на презентацијата. Вие денеска имавте колку институции? Само 2. Сигурно има многу повеќе од 2 кои треба да учествуваат за да ги кажат своите согледувања во овој план. Во најмала рака, овој план треба да се одвесува и со генералниот урбанистички план. На генералниот урбанистички план се подготвува нов кој сега треба нели да со нова планска програма да биде донесен 2022 година. Дали ние сега во 2020 до крај на 2020 ќе донесеме план за Мал Ринг, а генералниот урбанистички план на градот 2022 може да има сосема поинаква стратегија. Односно, овие наследени да речем проблеми да не бидат воопшто кај нас решени во овој урбанистички план, а новиот ГУП да предвидува некакви нови параметри и некаква нова визија за центарот на градот. Мислам дека не го погодивме вистинскиот момент за објавување на овој план и за отварање на дискусија. Ја се радувам дека дискусија се отвара, заради тоа што тоа е многу битно за да се донесе квалитетен резултат на крај. Но многу е важно да се одбере во кој момент се отвара дискусијата, за да тој момент на вистина ги вклучи и ги мобилизира сите и невладини, и граѓани, но многу повеќе институции кои се одговорни исто така за носење на планот. Добро, конкретно кој термин е најдобар за да се отвори? Па ја искрено мислам дека прво требаше да заврши летниот период кога луѓето не се тука и второ да се формира стабилна влада која ќе може да соработува за да може да се направат решенијата за планот за кој ни недостига. Заради тоа што вие сами кажувате дека тука има други институции кои треба да го кажат својот став. Вие знаете дека А зашто не го кажале до сега?
па јас, колку знам, комисијата која се формираше во Министерство за култура, која требаше да ги разгледува и да направи елаборати за сите објекти од Скопје 2014, веќе има доставено до владата комплетна документација за тоа како може и треба да се поништат одредени објекти заради незаконските действија што се утврдени. Тие документи од документацијата веројатно треба да бидат на некој начин вклопени тука. Но ја искрено мислам дека овој план не е проблематичен само заради тоа што ги потврдува објектите од Скопје 2014. Многу повеќе е проблематичен заради тоа што не нуди една нова визија на град за 21 век. Ние центарот на градот со сите наследени проблеми во овој план покажуваме немок да го решиме. И таа немок не смее да биде символот на општина Центар, особено да ја покаже во Малиот Ринг, таму кај што има најголеми оштетувања од она што претходното владење, бидејќи тоа е идеолошки проект. Ако не знаеме да се справиме со него во овој момент, нема да се справиме веројатно, мислам во овој момент, кога имаме стабилна влада, сигурно нема да може да се справиме во момент на пандемија, кога луѓето нема да можат ниту да учествуваат, ниту институциите ќе го дадат глас на својот став. Прво, ако земеме кој термин треба да го одбереме, можеме да јасно да ни стане дека неколку пати изборите беа одложувани, закажувани така натака. Формирањето на влада може да трае месец дена, 2 месеци. Тоа не значи дека општината на крај крајава донела веќе детален урбанистички план. Јас напоменав дека во изминатиот период се работеше доста на деталните урбанистички планови, посебно за Мал Ринг, бидејќи станува збор за одредени специфики кои што ќе ги отвориме во дискусијата. Се надевам дека ќе имаме доволно простор и време. Намерно прашав кои од институциите реагирале и пак ќе повторам сега слободно, без некакви ракавици, да се скриени во ракавици, дека ниедни од институциите, односно ниедна институција не превзема ништо. Што значи тоа, Богдановиќ, ниедна институција не имате комисија формирана во Министерство за култура, која што донела извештај дека нешто треба да се тргне. Во ред, јас ќе седнам како градоначалник, ќе направам извештај, ревизија и само ќе го дадам дека тоа е извештај. Никој не носи акт. Никој не донесе решение за отстранување, никој не поднесе кривична пријава, никој не отвори постапка, никој не побара да се вратат средствата, никој не кажа како се терале одредени постапки, само ние од општина Центар јасно зборуваме и гласно и презентираме, јавно презентираме и притискаме до институциите да превземат нешто и сите си седат, се ќутат, дојде планот за отварање, општина Центар го брза планот, не превзема ништо, не ги вклучува сите. Па затоа јавната презентација. Ајде да отвориме една по една парцела и ќе ги разговараме сите и ќе отвориме што е, како е, до каде е постапката, зошто некои предмети не се превземаат, никакви мерки, да кажеме колку пријави имаме поднесено ние, колку сметаме дека е оштетен буџетот на општина Центар, на државата и така натака. Ама да збориме парцела по парцела, не само парцијално да кажуваме или тоа е срцето на градот, треба да го промениме сето тоа, ама повлечете го тоа, па здравје Боже, кога ќе некои институции ќе им текне нешто да превземат, ќе направи. Само сакав да надопу. Баш заради тоа, мислам дека сега од кога ќе се формира здравје Боже новата влада, која што ќе се залага за спроведување на правдата пред се и некои европски вредности кои што пред се владење на право, ќе имаме шанса да предмет по предмет го дискутираме јавно и отворено да кажеме каде се направени пречекорувањата. Но мора да знаеме колку и некои работи нас да не ни се допаѓаат. Во тоа време таа влада, тоа Министерство за транспорт и врски продало одредено земјиште, земало одредени средства, платени се одредени комунали и вие не можете преку ноќ да дојдете сега, извинете, нас не ни се допаѓа ова и бришеме со гумичка како ќе стигнеме. Ово го кажам од причина затоа што утре ќе дојде некој после нас и ќе плаќа одредени големи штети заради тоа што водел несовесно си ја вршил работата. Не може ние несовесно да поднесуваме кривични пријави затоа што нетранспарентно го продавале земјиштето, а одеднаш да раскинуваме договори, да бришеме маркици, со тоа да правиме дополнителна штета. Знаете што ќе направиме? Ево делот проектите кои што, односно делот парцелите кои што беа спомнати. Само ќе им направиме на услуга на тие што го купиле така како што го купиле и за таа цена што ја купиле, да ја тужат државата, да добијат на суд и да земат поголема оштета. Пред да одиме парцела по парцела, јас тука сакам да го вклучиме Мартин Пановски од Асоциацијата на архитекти, кој во текот на вчерашниот ден има практично остра реакција по однос на овој детален урбанистички план, во кој што практично посочивте дека на некој начин ова значи комплетно завршување на проектот 2014. Добро вечер на сите гледачи. Ви благодарам на поканата.
Се надам дека добро се слушаме, бидејќи Да. не сум во Скопје, за жал не можам да бидам присутен во студиото. Вака, Асоциацијата на архитекти реагираше на воопшто не на јавната дебата, туку на предлог планот. Предлог планот има, како што каже и госпоѓа Билчева, објектите кои што беа предвидени во Скопје 2014 се повторно предвидени во овој план. Така да за Асоциацијата на архитекти воопшто не станува случај дали треба да разговараме и да дебатираме за планот за Мал Ринг. Прво тие маркици ќе се трнат, па после тоа ќе одиме и ќе разговараме дали е добар планот и така натака и така натака. Слушам сега дека е било добро и дека се очекува од институциите да се вклучат на јавната анкета. Сега ќе ви кажам најотворено, малку е навредително да викате стручна фела заедно со сите други останати граѓани. Уште понавредително е да викате институции на јавна анкета за да разговарате за одреден план. Доколку се сака разговор за одреден план, тоа се прави претходно, каде што се јавувате кај институцијата, ве молиме дојдете на состанок и на тој начин може да кажеме дека нешто се вклучила. На јавна анкета да одиме тотално нема никаква потреба. Ова е мој личен став. Не значи дека демократски чин е ова. И мило ми е што што дошле само две институции на јавната анкета. Ја не ја гледам потребата зашто ќе дебатираме. За мајка Тереза споменикот, па го раскинувате одма договорот, бидејќи тој споменик е донесен како што е донесен. Ви стои во елаборатот. И на крајот на денот, не може како општина да барате од други луѓе да ви бидат грб за некои работи кои што вие ги носите. На крајот на денот вие ги носите. Никој не побарал помош од други институции, не се жалел, едноставно кога сум сватил дека споменикот од мајка Тереза, владата сака повторно да го гради, си дадов оставка во таа комисија во култура. Тоа е чинот, нема друг чин. Не гледам зошто би разговарале понатаму кога, највулгарно ќе ви кажам, ги тепа архитектите. Како сакате асоциација на архитекти, од која ги тепале архитекти за тој план, да дојде и да ви разговара дали е добар или не е добар? Сериозно е навредително за сите архитекти. Не знам како не ви влегува во глава. Па уште ќе обвините дека не дошла асоциација денеска на презентација. Ало, ги тепа архитектите баш за овој план. Добро, Дојдовте на власт заради овој план. Да ве потсетам многу убаво дека дојдовте на власт заради овој план. Добро, Пановски. Нема зашто да разговараме понатаму. Богданович. Инаку само се извинувам. Бејќи и граначалникот го кажа дека има уште 6 месеца, има уште 5 месеца сите планови да ги донесе. Од моја страна лично и на двајцата присутни во студиото им беше кажано дека на крајот играчката мораториум или ќе се заврши многу брзо, или нема да се заврши и ќе се заврши на начин што сите планови ќе останат исти. Како што ќе биде. Имате уште 5 месеца, бидејќи законот е донесен веќе 1 месец. Сите планови што ги имате стопирано во општината треба да ги донесете за 5 месеци. Еве ја поставам прашање дали може да ги донесете сите планови што не би се донесени во рок од 5 месеци. Добро, Пановски, би останете на линија, да му дадеме простор. Добро, јас во врска с Мартин тоа што го збореше, значи јас само се потврдувам за тоа што го дискутирав пред да почне Пановски да разговара, а тоа е дека одредени институции превземале, односно формирале комисии, донеле одредени елаборати и повторно не покренале никакви иницијативи. Значи, ние секаде каде што било под наша ингеренција, односно под наша, ние сме имале можност, ние сме покренале одредени институции. Конкретно веќе земам примерот за мајка Тереза. Ние направивме инспекцијски надзор, но тоа е категорија, објект од прва категорија, кое што е издадено од Министерството за транспорт и врски. И единствено некој што може да го инспектира тој објект, тоа е Министерството за транспорт и врски, тоест ДИГУ, Државниот институт за градежништво и урбанизам. И они може да донесат акт
во случај дека нешто спротивно се гради или да се откажат и да кажат ние се откажуваме тој проект во интерес на граѓаните, за да после тој стане дивоградба и да може да се отстрани. Добро, кој е ставот на Министерство за транспорт? Немаме став. Ја затоа ви кажам, ние не брзаме со донесување на планот, него ајде да ги отвориме сите карти да видиме за секој поединечно. Ако мајка Тереза е во Министерство за транспорт и енергија, тоест Министерство за култура, тогаш ајде Министерството за култура да се откаже од таа градба за да може ние да ја поништиме. Еве ние ќе испратиме, веќе конечно го добивме одобрението како изгледа, и имаме одредени спорни моменти. Разговараме со правниот тим да поведеме одреден судски спор за да добиеме ништовно, затоа што ако не го пониште тоа ќе мораме преку судски инстанции тоа да го правиме. И на пример, ако го постигнеме сето тоа, тогаш може судот да ни пресуди, тогаш може ние да превземеме мерки. Ама на претходно издадено одобрение, потрошени средства, јас да уништам некој, општина Центар ќе го плаќа цехот. И тоа што го кажуваше Мартин, да се тргнат маркиците па да дојдеме да дискутираме. Ако општина Центар се осуди без ајде да кажам учество на останати институции, без согласност на тие институции, да дислоцира одредени маркици за кои што претходно се потрошени државни пари, само ќе влеземе во продолжување на криминалот кој што се случувал во проектот Скопје 2014. Што значи тоа? Ние имаме судска пресуда, односно забрана времена мерка за Шпанските скали. Тој објект е замрзнат. Што и да се прави, дали утре ќе се донесе планот или нема се, ние не смеете да го чепкате, бидејќи таму имате судска забрана за да можете да постапувате додека не заврши рочиштето, односно обвинителниот акт кој што беше конечно покренат од основното јавно обвинителство. Не е тука желбата на Саше, Јана, Наташа, Мартин или било кој да кажува дали треба или не треба, имате судска одлука, времена мерка и тука запира се. Затоа јас сакав да се отвори целосна дискусија за Скопје и да кажеме по парцела. Шпанските скали, општина Центар успеала да го трне бидејќи, односно Шпанските скали бидејќи се наоѓаат на јавна површина. Да, тоа може. Овде станува за приватен имот за каде што веќе се водат две постапки. Едната е управен спор кој што го води општината, второто е основното јавно обвинителство за кое што води постапка. На крајот, убаво кажа Мартин, граѓаните гласаа за тоа, но за да видат правда. А вие кога избришете маркицата, фактички уништувате доказен материјал. Е така класично да се изразам. Пановски ве праша дали за 5 месеци ќе може да ги донесете сите детални урбанистички планови. Молам вклучете го повторно Пановски на линија, претпоставам дека има реакција. Општина се пак пак доаѓаме до, ајде да кажам, некои судири. Од една страна ни се вика не ги носете плановите, повлечете ги, тогаш подобро е да ги оставиме претходните кои што се никакви. Од друга страна викате имате рок од 5 месеци, завршете. Не, го толкуваме законот, знаеме како треба да постапиме и ќе си постапиме согласно законот. Ние знаеме отприлика кога ни е рокот за носењето на плановите. Пановски? Никој барем од филата кој што се занимава со архитектура не ви кажал да не ги носите законите. Напротив, сме ви кажале не носиме ние закони. Дуповите се извинувам. Напротив, сме ви кажале да ги донесете дуповите што е можно побрзо, дека тие се лоши, дека треба да се ревидираат, но дека сето тоа оди многу бавно. Така, тој дел. Сакав да кажам дека институциите по закон се вклучени во правење на план. Нема зашто да очекувате вие дека дали ќе ви каже некоја институција нешто или не. Секоја институција, вклучувајќи ја за овој план, од град Скопје до Министерство за транспорт и врски, до Завод за заштита, ви се вклучени во процесот. И не може да дојдат на јавна анкета да се жалат или така натака или така натака. Еве јас лично, колку што разбрав денеска, утре ќе го знам тоа, дека Заводот за заштита има дадено подлоги по кои што треба да се работи овој дуб и по тие подлоги овој дуб не е работен. Вики по тие подлоги и градскиот трговски центар треба да биде по некаква заштита ставена. А во овој дуб не е ставен. Во истите тие подлоги е пишано дека треба да се ревидира и Порта Македонија и Мајка Тереза споменикот и тоа го нема во овој план. Така да не е точно дека не се вклучени институциите. Институциите се тотално вклучени, веќе тоа им е работа. Така да мислам дека за овој план, ако пак збориме што требаше се направи и како се прави дебатата,
Се знае како се прави, градоначалникот многу добро го знае. Се прави конкурс. Овој план беше можност ние да се справиме со Скопје 2014. Ова е единствена можност како да се справиме со Скопје 2014 беше да се направи конкурс за мал ринг. Тоа не се направи. Се направи истиот план, се донесе како што бил претходно. Добро, па Дали, значи, буквално, дали претходно вчера разговарахме во управен одбор, колегата ми кажа доста ни е веќе да изиграваме правосудство. Дали некој постапил по закон, не постапил по закон. У оваа држава сепак мислам дека мора да профункционира тој што треба да го застапува законот, да го знае законот и да постапува. Асоциацијата на архитекти дури може и да се однесува некако многу поуметнички да каже ова не е добро само. Добро, Пановски имаат реакција и Богдановиќ и Билчева, ама само да му одговори. Само Мартин, за прашањето, луѓето гласа пред се за да се дојде до промена и на централната и на локалната власт, за да се разоткри се тоа што се случувало во проектот Скопје 2014, бидејќи за овој проект се потрошени огромни средства, 600, 700, 800 милиона, не знам точно. И на крајот, ако вие превземете одредени чекори, например, ќе ги земам шпанските скали, Мајка Тереза или така натака, и ги тргнете од тој план, утре ви гарантирам дека претходниот министер, градоначалник или било кој што бил вмешан во тој скандал, вие само му правите услуга. Му го чистите делото и утре нема по што да се постапува обвинителство. Затоа, јас денеска кажав многу убаво. Не е за смеење. Овој план треба да се носи, односно слој по слој да се разоткрива. Ако вие сакате, односно граѓаните прво сакаат и естетски да го променат делот, односно центарот или срцето на Скопје, кој што кажа Јана, а од друга страна сакаме да разоткриеме и кој е криминалот и колку пари се потрошени или земени на некој начин од проектот Скопје 2014, вие не можете да уништувате нешто што е како доказ. Ви кажав најобичен пример, се спомна шпанските скали. Судот донел времена мерка да не се постапува, никаква одлука да не се носи. Значи судот, спомнавме за Мајка Тереза. Беше ти во таа во комисија, донесовте одредени елаборати, извешта и така натака. До сега ниеден министер не кажа, се откажуваме од проектот, штетен е, лошо е направен договорот, лошо е отуѓено земјиштето, не знам, тендерската постапка и така натака и така натака. Ја затоа преесканаев, ако не превземат они одредени чекори, ние ќе превземеме како општина, повторно сметајки согласно законот и процедурите, судски да бидат поништени, односно ништовни да станат одредени одобренија кои што не биле издадени од општина Центар. Конкретно за шпански скали, сме виделе прекршување, односно прекорачување на одредени рокови, сме го поништили одобрението за градба. Сме виделе злоупотреба при продавање на земјиште, сме покренале судски процеси, веќе обвинителството има обвинителен акт. Ама додека не заврши постапката, не можеме да тргнеме, само ќе им направиме услуга на тие што го направиле ова злодело тука. Ови го кажам правно, затоа сметам дека окей, вие како архитекти и урбанисти да кажувате, но веруете мора и правниот дел да се слуша во проектот Скопје 2014. Да, може само кратко. Бидејќи сега зборите за правни работи, еден план има ниво на ниво на закон. Така да спорното и криминалот кој што е направен по план со име и презиме од таа и таа година. Така да не е дека вие со овој план ќе го избришете доказот е на хартија, ви си стои таму негде дека не го поништувате, не го запалувате претходниот план, тој како доказ стои. Не постои. Вие само сега му Мартин, кој ќе се донесе нов план, важи новиот план, не важи стариот. Стариот готово завршен е. Чекај, не важи, али како доказ ви стои. Тоа сакам да кажам. Новата маркица не е планов студ. Нема да се користи. Биќе нова одлука на општина Центар, што значи има некоја сосема нова одлука. Таа нема да се земе. Дали ја имате или ја немате? Морам само Тоа е тотално небитно како доказ дека ќе служи. Билчева само има реакција, па ќе Прво, градоначалникот само отворено кажа колку има отворено постапки, колку многу работи се незавршени во овој план. Ако толку многу постапки се отворени и толку незавршени, зошто го преземе планот?
Која е логиката еве тогаш сега Мартин да го ви даде брзаме одговор. планот? Еве Мартин ви даде Предходниот одговор. план од Ама не смеете да 2012 смеете. година е доказан материјал за било која судска постапка. Ама еве Зошто Мартин сега го ви даде брзаме одговор. овој план за да може во овој план повторно истите Ама да Јана, стојат за Мартин- кои се започнати постапки за кои вие велите го поништи одобрението, но објектите се уште си стојат Ама во Мартин планот. даде одговор. Ако не ги донесеме плановите, согласно новиот закон, ќе ви помине рокот и пак Не. ќе ви се врати стариот. Па Не, еве Мартин ви заради даде. тоа, па сега не И е сега, така. од една Ние страна, сега ќе извинете, донесеме извинете, план во кој ќе стојат овие, независно какво ќе биде решението и постапката од нив и потоа што ќе се Извини, случи. ти ќе Дали извлечеш е шпанските скали, постапката каде негативна што или имате времена мерка од суд. Слушнете ме, градоначалник. Ако ние Сега. во планот ги оставиме шпанските скалила, Добро. ние ќе ги озакониме повтор пат. Она што Како ние ќе треба ги да озакониме? покажеме дека имаме моќ, а не немоќ да се справиме со Ама она имате што сме го времена мерка од наследиле суд. како проблем. И мислам ова А вака тогаш не секако смеете да го смените планот ако имате времена мерка од суд и таа Имате маркица времена мерка за доказан материјал. маркица, не за цел план. Имате времена мерка за маркицата за шпански скали За- конкретно. Таа маркица која што е спорна во судот и е во тој план, не во вашиот нов. Дали ме разбирате? Значи вака, Ако Мартин. више има судски Мислам процес, да. тогаш може би и законски тие 5 месеци за овој план може да кажете дечки има судски процес за оваа маркица и ја овие 5 месеца не можам да направам план, дајте ми толкување од Министерство за И транспорт и не врски. треба да направам план додека имам отворени судски постапки или барем да треба. ги тргнам тие објекти Ма, или нормално. тие спорни Ај се парцели прашање до надвор двајцата. од Извинете, прашање до двајцата. Мартин вика ако за 5 месеци не донесете план, ќе важат старите планови. Во кој што во стариот план ви се продолжуваат тремовите кај што Теранова имаше изградено, дел се продолжуваат. Катната гаража позади Телеком си останува. Галиите си остануваат, уште 3 кои што не се изградени. Имате дел од споменици кои што не се завршени, имате објекти кои што се за домување, а ние сега ги пренаменуваме за култура. Имате, не знам, ротонди. Ќе почнам за Добро, поентата. кај пошта, на пример, во новиот план кај што предвидуваме одвојување на површината да не биде дел од пошта утре, здравје Боже, пошта ќе се или може ќе дојде до приватизација, па целиот тој објект утре некој ќе си го извади изводот од планот и ќе си каже тоа е мој дел. Значи овој план каде што има сериозни поместувања или најобичен пример ќе кажам, се бунеа луѓето за фасадите, еве ќе го земам примерот со фасадата кај Мепсо. Падна фасадата, 17 милиони евра потрошени, се одрени утре сака Мепсо да превземе нова реконструкција на фасада. Во самиот план предходен, односно тој што е важечки сега, вика дека мора да ги запази стиловите, барок, неокласицизам или не знам други. Сега тоа го нема во новиот план. Тоа значи дека утре можете да ги соблечете Чекајте тие малку. фасади, извини Јана, Само да едно. ги соблечете тие фасади и да кажете не, ние ќе ги вратиме стариот изглед или ќе направиме нешто што Добро, Друг- на друг Богдановиќ начин само се имате однесе. реакција и Значи- Билчева. Сега јас да Билчева кажам прво, нешто, па извинете Папановски. градоначалник. И Прво Пановски што сакам да вратете го. кажам дека многу лошо звучиме пред граѓаните кога покажуваме немоќ. Немоќ да се справиме, немоќ да го решиме, немоќ да донесеме подобар план. Вие доаѓате од коалиција која рече можеме подобро. Па За да можеме, направиме ево. подобро, не Ама смееме еве да го. донесеме план во кој ќе ги потврдиме истите објекти што биле во претходниот план. Ама еве го планот, ајде да го дискутираме Овој објект по план објект. не е подобар. Како Дополнително не е што во подобар? вашата изборна програма пишува дека ќе се распише меѓународен конкурс за ревитализација на централно градско подрачје на главниот град по штетите предизвикани од Скопје 2014, сега за овие парламентарни избори. Океј. Меѓународен конкурс за ревитализација на централно градско подрачје. Овој конкурс ќе биде дел од апликацијата на град Скопје за најголемата културна програма, односно за Европска престолнина на културата на град Добро, тоа е Скопје. до градот. Извинете, ама ние го Тоа е решаваме институција. сега токму она во кое треба да покажеме моќ за решавање на проблемите А што како сме го ги решавате, наследили. кога ми викате повлечи го планот, овој- остави го стариот? Не, никој Па не вика кој? оставете го стариот. Па еве го новиот, дај да дискутираме. Овој план не треба да се брза, бидејќи со овој план ние не носиме подобри решенија отколку што има во стариот. Во овој план сите објекти од Скопје 2014 што постојат на терен се и тука. Дури и оние незавршените кои се ругло на градот и кои Кои, денеска кои? кога Конкретно? Еве конкретно фасадата на Евана. Во планот, ако сте прочитале, стои дека Мепсо ќе се ја врати првобитната фасада. Зошто тоа не стои за Евана? Па фасадата на Евана пишува, како и за сите други во неокласицизам или барок, дека по амортизација на фасадите може да се вратат во првобитниот облик.
Па тоа е знак на немок, тоа е знак дека ние не сме покажале решителност Добро, дека каква е сакаме да го ќе решиме биде проблемот. фасадата на- Исто така на е ИСМ? црквата на Македонија. Па таа црква на Македонија ние ја наследивме недозавршена, се уште стои, кранот се уште виси над луѓето што поминуваат и ние ништо не можеме да тргнеме таму, дури ни тие тарапи кои на вистина го наградуваат центарот на градот си стојат така со години. Ај вака се не ми прескокувате од тема на тема. Не, ова Извинете, се мора само една работа да ова се расчистиме. се објекти кои повторно се тука. Многу убаво. До палатата на ВМРО стои еден објект, некој хотел на бетон, не знам како точно се вика, кој исто така е ругло, го затвара целиот простор. Мајка Тереза исто така, еден незавршен проект за кој знае дали има и пари да се заврши, стои така. Ние ги имаме истите проекти во овој план. Што со овој план сме направиле подобро за да сега го буткаме овој план баш сега во овие месеци да направи подобро решение. Покажуваме немок за решавање на проблемите. Заради тоа мислам дека Не е убаво Јана од твоја страна и посебно од Мартин да кажувате две спротивставени работи, односно да не дискутираме во насоката за која што денеска сме дојдени. Тоа е, имаме лош план за кој што е донесен и кој што е во сила. Тоа е планот од 2012 каде што е дофиниширан, бидејќи неколку пати е носен тој план и изменуван, се со цел за да се задоволат одредени апетити тогаш, и сега пробуваме со нов план и само со нов план можете да смените нешто. Богдановиќ, која ќе биде... Ама која е големата промена што вие ја направите за тие големите апетити? Особено што ние ја имаме истата планерска куќа која го направила планот 2012 да го прави и 2020. Види, Јана, може и да не само за дискутираме... овој план, туку и за целото централно градско подрачје. За жал истите планери не го планираат центарот и понатаму. Го слушавме Мартин. Како ние ќе ги смениме лошите работи во стариот план, ако не донесеме нов план? А самиот Мартин сега каже имате рок 5 месеци, затоа што законодавецот ни донел нов закон за урбанистичко планирање и рекол дека план можете да држите само 6 месеци под суспензија од претходна согласност од Министерство за транспорт и врски. Што значи тоа? Дека ние сега ако го повлечеме овој план, кој што ни е под мораториум и го ревидираме, утре ќе кажеме, слушајте, го ставаме 6 месеци под ревидирање, ама Министерство за транспорт и врски утре може да каже извинете, не ви се добри аргументите за ставање под суспензија, не ви ја прифаќаме суспензијата и стариот план од 2012 година ќе си остане на сила и утре се ова што не било изградено од проектот Скопје 2014 ќе продолжи да се гради. Ја мислам дека аргументите што ги имавме за секој план поединечно за да донесеме мораториум беа прекршување на параметри законски од планот повисок ранг, односно од ГУП-от. И не може никој да ни каже дека тие параметри... денеска за тоа? Ама чекајте сега, ние зошто ја донесовме таа одлука? Таа беше храбра, многу луѓе зборуваат дека таа одлука може да не е законска и така натаму. Што се случи? Ние успеавме со таа одлука да докажеме дека параметрите се прекршени и дека тие параметри бидејќи не соодветствуваат во дуповите со планот од повисок ранг, ги ставаме на неизвршување, односно на неиспроведување тие планови. Имате нов закон сега. Новиот закон што прави? Прави дека е можна суспензија и дека суспензијата е таа која треба да се докаже. Никој нема да ви каже утре не спроведувате криминален план, заради тоа што тој план, ако има толку постапки како што сами зборуваме, ако е символ на една идеологија која сме ја напуштиле, денеска нема зошто сега да се вадиме на тоа дека тој план ќе ни влезе повторно во сила. Ние имаме веројатно доволно аргументи зошто го донесовме мораториумот. Прашањето е што сакавме да постигнеме и која ни е целта. Мораториумот е токму тоа. Дали овој план по квалитета? И да одговараат за сите парцели кои што незаконски ги имаат отуѓено и издадени со одобрение. Одговарањето е на судската власт. Наше е да донесеме подобар план. Дали ние овдека нудиме подобри решенија? Истите решенија што ги имаме на улица денеска ги имаме и во планот. Ајде едно по едно да ги отвориме. А истите сите што постојат. Ја не знам дали е избришана Мајка Тереза. Не, Мајка Тереза е таму. Скалите само на објектот така наречен шпански скали ги нема. Инаку шпанските скали се се уште таму. Едно по едно да ги дискутираме. Еве јас сите ги извадив 18. Еве, јас ќе дискутирам и за сите ќе давам одговор. Пред да дискутираме дури не се сите за едно. Скопје 2014. Ние тука имаме објекти кои исто така треба да ги продискутираме, заради тоа што е малку чудно како се појавуваат одненаш и никој не ги оспорува. Пред да почнеме едно по едно, еве ќе ги дискутираме, само одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото.